Татко ми, нели, не можеше да ме гледа ни од напред, ни од позади, и шо направи? Реши да ме избрка од дома. Иако сега се сеќавам, стојам пред врата со тоа куферите Луи Витон, татко ми мртов ладен си читаше вестник, а мајка ми плачеше како магарица. И нормално ми беше криво кога свати дека никогаш во животот нема да менува пелени на внуци, ама мајка како мајка, нели, не може да не си го сака синот единец. Јас така ја гушнав и ги земам куферите и да излезам, нели, од дома, и само се завртев, го гледам татко ми чита и му викам: епа тато, чао. А татко ми онака ме гледа и ми вика: море, марш надвор, давај га седен. И тогаш многу се изнервирав. И му фрлив страшна клетва. Му реков: тато, да даде Господ клучевите од кола да ти паднат на сред геј парада. И излегов надвор. Ако сме веќе кај геј парадиве, ние геј благородништвото од Балканот сме умрени да правиме геј паради. Ама работава е што уште не созреали условите за тоа. Еве, например, овие нашиве геј браќа од Београд. Они, например, 10 години поред прават геј паради и 10 години поред јадат ќутек по тоа геј парадите. Толку ги тепаат што решија да сменат тактика. Сега станаа како овие од серијата Повратак од писаних. Сите отишле у илегала и све илегално се договараат преку телефон. Тоа вака изгледа: хало, тихи, што радиш, душо, како си? Ма ево, прле, само што сам изашол са маникирам, а све су ми се ногте поломили од овог илегалног заебавања. Него, како си ти, прле, како ти е булја, јел те још сврби? Ама не сврби више, после оно гузолома прошле суботе, сада е све окей, љубави. Него, знаш шта? Јуче сам био код Мрке и Паје да играмо возиче, али Мрке nije hteo да буде локомотива, па смо се посваđали, па онда смо мало нанисали заеднички у сону песму "Шта ти може си да садка да радиш ручни рад". После су нам се јавили ови наши из геј штаба и рекли су нам да откажемо геј параду затоа што ќе оне мачо селјачини из гестапа опет да нас бију. Знаш, онај njihov командант Кургер на дупе нам се попео. Него знаш шта? А баш сам хтео да идем на ову геј параду затоа што сам хтео да отпевам ону песму наше познате Лепе Лукич кој сам прерадио геј варијанти. Очеш да ја чуеш? Стварно? Јао, баш си срцуленце. Слушај. Мој Милане, јабуко сагране, женен си ја јебеш, мушкарце са стране. Nije bitno što si sve to krio, nego što si brata acu naguzio. Таква е ситуацијата у Србија. Абе, у Србија нема живот за педери. Како викаат у Србија? Не иде србин радо у педере. Абе, побрзо ке ти доја кога го викнеш на пукање, на тепање, на јадење прасиња, отколку што ке ти прифати некој вака тип као мене што редовно менја гаќи и што многу сака да игра курташак со други мужи. Мислам, ова курташак е типичен геј израз. Тоа значи кога со некој друг маж си играш, ти него за кур, он тебе за ташак. Курташ, турцизам. Али кога сме кај геј парадите, и кај нас е ситуацијата многу опасна. Многу. Овие владава како да се зарекле нас педерите да не скараат со овие обичниве смртници. Знаете што направиле пред извесен период? Ги викнале пензионерите на таен заговорнички состанок во владата и вака им рекле: или тепајте педери, или нема у бања. За секој истепан педер 10 бесплатни вожњи на жичарата на Водно. И знаете што ми се случи? Стојам ја така у зграда пред лифтот доле и овој комшијата дедо Ставре чадор во газов ми навре. Мислам, ја уопште немаше да го осетам чадорот да не се отвореше. Гзов како булка ми стана. Джабе после дедо Ставре се вадеше на суд дека морал да ми навре чадор кој што е од ефтино кинеско производство, кој што се отвора од безвезе затоа што му е мала пензијата па не може да купи некој поскап. Али има Господ. Има Господ. Не помина ни месец дена, а дедо Ставре умре. Овие од владава да го почеста дедо Ставре што во газов чадор ми навре, го однеле бесплатно у бања и после тоа нака вруѓ го стајле на жичарата на Водно и одма се оладил.
Бидејќи, нели, ме избрка од дома, затоа што никој не сака топол брат во топло семејно гнездо. И што се случи? Викам, што да правам сега со себе? И решив малку да шетам по светот. И бев у Бугарија. Мислам, таа е сега Бугарија свет, мислам, Европа е за нас. Бугарите, например, се многу толерантни кон педерите. Знаете таму како викаат, искам с мъжи да се тискам. Знаете како бугарин одговара кога некој ќе го праша, момче, да не си педераст? Вика, еми не сам, обаче ебал сам един, којто ебал педераста, обаче това няма значение. Како бе няма значение, викам, значи овој што е прв, он е локомотив, он не е педер, тука е машиновозач, а овој што е на средина, он е кондуктер и он дава и прима у исто време, а овој што е позади у последното вагонче, он е тука само да не се растури композицијава. Како бе няма значение, никој од нив значи не е педер. Сите се вработени у железница. Али добро, викам, окей. Важно, викам, во Бугарија, за бугарите е многу нормално кога ќе видат двајца мужи како се држат за рака и како разхождат по златните пјасци на Черното море. А знаете како дошло до тоа? Пред 10-15 години некој геј дошол на плоштадот у Софија и почнал да пее на цел глас. Аз съм обратен, аз съм педераст, мачорчета си хапвам всеки час. Искам да рипкам по цел ден на прас, ме боле газ, му ставам раз, аз исте искам аз.